Би кажала дека оваа категорија на деца нас као педијатри не загрижува, бидејќи сите овие ефекти од аерозагадувањето најмногу ќе ги погодат нив, затоа што во смогот, во воздухот, во честичките што ние ги вдишуваме, има и микронски честички кои што се невидливи со голо око. Тоа се добро познатите PM10 и PM2,5, нели, микронски честички. Децата, бидејќи имаат незрело дишно стебло, да речам да знаат сите дека дишното стебло или белодробието кај децата не е миниатура, не е копија на белодробието на возрастните. Тоа би значило дека децата, ради незрелите дишни патишта, се повеќе изложени на вакви токсични или инфламаторни ефекти од PM10 честичките. Постојат голем број на студии и истражувања и во принцип знаеме кои се најголемите извори на загадување. Тие се повторуваат секоја година заради отсуство на поинтензивни мерки за спречување на нивната емисија. Утврдено е дека најголем удел има горењето на различен вид на материјали за загревање. Пред се дрва, јаглен, мазут и други дури недозволени огревни средства. Понатаму утврдено е дека одреден удел има сообраќајот. Знаеме за состојбата со нивото на квалитет на нашите возила, имаме многу стари возила кои што се надвор од стандарди. И исто така индустријата има свој удел во емисијата на штетни супстанции, секако има и други извори кои што имаат помал обем на емисија, но се присутни. Тука е градежната оператива, тука е комуналниот отпад и други дополнителни извори.